висок 96 сантиметри. Секои 3 месеци овој вид на бор пораснува 4 дециметри. Колку метри ќе биде висок борот на Дедо Петре по 7 години? Значи, имаме податок за почетната висина на борот, што го засадил Дедо Петре, и дадено ни е дека на секои 3 месеци дека пораснува уште за 4 дециметри. Или да напоменам, бидејќи претходно висината ни беше дадена во сантиметри, овие 4 дециметри исто така треба да си ги претвориме во сантиметри и да работиме во иста мерна единица. Од нас се бара да пресметаме колку метри ќе биде висок борот на Дедо Петре по 7 години, нормално имајќи ги во предвид овие податоци. Сега најпрво си запишуваме дека 96 сантиметри. Само малку да зголемам, мислам дека подобро ќе ви се гледа. Така. 96 сантиметри е висината на борот кога е засаден. Тоа ни е од самата задача. За една година борот пораснува 4 пати по 4 дециметри. Сега, зошто е 4 пати по 4 дециметри? На секои 3 месеци пораснува 4 дециметри. Такви 3 месечја, по 3 месеци, во годината има 4 пати. Па затоа, за една година, борот пораснува 4 пати по 4 дециметри, или тоа е еднакво на 16 дециметри, а тоа е еднакво на 160 сантиметри, како што кажав пред малку, нели, претвараме ги дециметрите во сантиметри, за да работиме во истата мерна единица. Сега, ако ова е за една година, за 7 години, следува дека за 7 години борот ќе порасне 7 пати по 160, штом една година штом за една година пораснува 160 сантиметри, за 7 години пораснува 7 по 160 сантиметри, или тоа е еднакво на 1120 сантиметри, ама бидејќи на почетокот имал висина 96 и плюс уште овие 1120, колку што ќе порасне дополнително, па висината на борот ќе се бара после 7 години колку ќе биде, ќе треба да ги собереме овие две висини. Едната колку што бил на почетокот, 96, и 1120 колку што ќе порасне за 7 години, ќе ги собереме и ќе добиеме вкупно колку сантиметри пораснал или која ќе му биде висината вкупна. Ама на нас во прашањето треба да обраќаме внимание на тоа. Во прашањето ни вика колку метри, што значи нема да е доволно на крај да ги оставиме само во сантиметри, туку тоа што ќе го добиеме ќе треба и да го претвориме во метри. Вкупната висина на борот по 7 години ќе биде 96 сантиметри почетната висина
плюс 1120 сантиметри дополнително што ќе израсне, тоа се 1216 сантиметри, ама рековме Колку ни претвараме и во метри, па 1216 треба да се подели со 100, бидејќи нели во 1 метар имаме 100 сантиметри и тоа е 12,6 метри. Купната висина на борот по 7 години ќе биде 12,16 метри. Кратка беше задачата. Молам? Кога ни завршува часот? Овој час денес? Да. Во 1. Добро. Претходно некаде на половина од времето ќе направиме пауза, а завршуваме во 1 часот, како и секоја сабот. Наставнички. Молам. Јас нема да можам да учествувам на овој час денеска, бидејќи од 12 имам новогодишен надпревар по математика онлайн. Дали оваа година учествуваат и поголеми ученици на тој надпревар? Јас мислам дека е само до 5-то. Молам? До 5-то оделение, од 1 до 5-то. Јас мислев дека е до 3-то. Добро? Не, наставнички до 5-то. Добро, во ред, значи оваа година има некои промени. Добро, во ред, да. Вас ви посакувам многу успех на тој надпревар. Се надевам дека ќе добиете убави резултати. За тие што ќе се исклучат околу 12, да кажам, бидејќи тоа мислев на крај на часот да го напоменам, дека следниот час ќе ни биде дури на 24 јануари, бидејќи за време на зимскиот распуст нема да ги одржуваме овие онлайн часови, така што да си имате во предвид, значи следен пат кога ќе треба да се вклучите и да продолжиме каде што ќе застанеме, дека ќе биде на 24 јануари. Добро. Така. Добро, еве, имавте време и додека зборувавме, да ја сликате сачата тие што сликаат, секако подоцна ќе ја имате и на документот што ќе го ставам во чат. И доколку е готово, предлагам да поминеме на следна задача. Тоа е задачата 4276. Само и неја да ја сколемам малку. Така. Еве, ова е се текстот на задачата. Во една игра, играчите наизменично избираат по 3 од понудените 7 сада во различна боја. На секој сад е означено колку вода има во него, како на сликата подолу. Потоа, секој играч водата од избраните садови ја претура во својата празна кофа. Па ја имаме сликата на која што се гледа претежно, по колку собира вода секој сад. Понатаму, победник е играчот во чија кофа на крајот од играта има повеќе вода. Алек и Мија учествувале во играта, при што Алек го избрал зелениот, сивиот и белиот сад, а Мија го избрала жолтиот, црниот и црвениот сад. Кој од нив е победник? Може ли резултатот да се промени ако губитникот замени еден од садовите што ги избрал со садот што не бил избран? Ако може, кој од првично избраните садови треба да се замени и колку течност ќе има тогаш во кофата? И сега, сигурно, приметивте за што станува збор. Во таа игра што ја играат Алек и Мија, имаат на располагање 7 сада, обележани со различни бои и нормално секој од нив собира и различна количина на вода. На почетокот тие
избираат по 3 сада и еден останува. И сега прашањето за нас е кој од нив е победник, кој е губитник, во зависност од тоа, нели, кој претурил повеќе вода во неговата кофа. И имаме и прашање дали ќе се промени резултатот доколку губитникот еден од своите садови ги замени со тој сад што останал. Наставничке, Молам. треба во една мерна единица да се претворат. Да, тоа секако. Да. Освен што треба да се претворат псите во една мерна единица, еве најпрво нешто што ви посочив овде и со позадебелени букви, дека, вие не знам дали тоа досега сте го имале во предвид и сте го знаеле, дека 1 литар на 1 литар течност одговараат 1 дециметар кубен како мерка за волумен или за фатнина. Затоа еве оваа првата реченица тоа ни представува дека 1 литар е 1 дециметар кубен. Што значи, овие неколку сада што се означени со мерките за зафатнина, односно тоа е вториот, каде што имаме 4500 сантиметри кубни, па третиот, зелениот, каде што имаме 5,3 дециметри кубни, и уште еден, ова е белиот, 1500 сантиметри кубни, сите тие ќе ги претвориме во литри, а нормално и другите што не се во литри, за да полесно можеме да споредуваме. Па, еве, освен оваа реченица дека треба да се има во предвид ова, дадено е и дека во секој од садовите има. И сега почнуваме со едниот, со жолтиот. Жолт сад е еднакво на 3,2 литри, ни покажуваше на сликата погоре. И тоа нема да го претвараме повторно, бидејќи си е во литри. Следниот е син сад. Во него на сликата се гледаше дека има 4500 сантиметри кубни. Тоа е еднакво на 4,5 дециметри кубни. Сега овде малку ќе напоменам, не знам како стоите со овие мерки за плоштина волумен. Мерките сантиметри и дециметри, како обични мерки за должина, разликата помеѓу нив е 10 пати. Односно 1 дециметар содржи 10 сантиметри. Меѓутоа со ова тројче горе, нека ве асоцира дека не е со една нула, како што е 10, туку е со 3 нули. Тројчето горе ни го кажува тоа, односно 1 дециметар кубен има 1000 сантиметри кубни, па затоа овде кога претворивме 4500 сантиметри кубни во дециметри кубни, поделивме со 1000 и добивме 4,5 дециметри кубни. Бидејќи дециметарот кубен се изедначува со литар, како што пишува во првата реченица од речението, штом 4,5 се дециметри кубни, тоа е исто со 4,5 литри. Следниот е зелениот сад. Во него на сликата ни беше дадено дека има 5,3 дециметри кубни.
А овие 5,3 дециметри кубни ќе одговараат на исто толку литри, односно 5,3 литри. Следен е црвениот сад. Во него имаме 26 децилитри, како што е обележено на сликата погоре. децилитри, или тоа претворено во истата мерна единица во литри ќе биде 2,6 литри. Следен е сивиот сад. Во него имаме 500 центилитри. Штом се центилитри, ќе треба да ги претвориме во литри, ако поделеме со 100, бидејќи 1 литар има 100 центилитри, па тоа се 5 литри во овој случај. Следен е белиот сад. Во него имаме 1500 сантиметри кубни. Штом се сантиметри кубни, ќе треба да ги претвориме во дециметри кубни, за да можеме да изедначиме со литри. Значи, ова повторно ќе го поделиме со 1000, кажавме и погоре. 1,5 дециметри кубни ќе добиеме. А колку што се дециметри кубни, исто толку се и литри. Па во овој белиот сад ќе имаме 1,5 литри. И ни останува како последен црниот сад. Во него има 6,5 литри. И што ме во литри, немаме потреба да претвараме. Значи, веќе за сите 7 сада имаме количина на вода во литри за секој од садовите, па можеме да пресметаме по колку претуриле во нивните кофи Алек и Мија. Алек го избрал зелениот, сивиот и белиот сад. Значи, зелениот, сивиот и белиот. Што значи? Во неговата кофа има 5,3 литри плюс 5 литри и плюс 1,5, тоа е еднакво на вкупно 11,8 литри. Сега за Мија. Мија ги избрала жолтиот и црниот и црвениот сад. Значи, жолтиот, црниот и црвениот. Што значи? Во нејзината кофа ќе има жолтиот 3,2 плюс црниот 6,5 плюс
2,6 од црвениот. Или тоа е еднакво на 12,3 литри. Ова Л малку пооддалечено ќе го запишувам да не ве буни дека е единица. Победник. Нормално гледаме дека повеќе има кај Мија. Победник е Мија. А разликата во вкупните количини, што ги имаат двете деца, е 12,3 минус 11,8 колку што имаше Алек, или тоа е 0,5 литри. Оваа разлика ни е потребна за да подоцна согледаме дали ќе се промени разликата, дали ќе се надмине таа разлика, откако едниот од нив ќе го замени, ќе замени еден од своите садови. Бидејќи останал синиот сад, бидејќи останал синиот сад, а тој содржи 4,5 литри. Спорче ќе го запишеме. 4,5 литри вода. Ако Алек го замени нормално со тој што има најмалку, се извинувам, нели во прилог му е да го замени овој синиот сад со тој што му има најмала количина, а најмала количина има во белиот негов сад, 1,5. Значи, Ќе победи. Молам? Ќе победи го замени. Во тој случај ќе победи, така е. Ако Алек го замени со белиот сад, тогаш ќе се промени резултатот. И тој во својата кофа ќе има 5,3 литри колку што имал од зелениот сад, плюс 5 од сивиот и плюс сега наместо 1,5 тој го зема нели другиот, синиот, а таму има 4,5 литри и тоа е еднакво на 14,8 литри. Што значи, ако Мија со нејзините садови има, пресметавме, 12,3 литри, тогаш Алек со замена на садовите ќе биде победник и ќе има 14,8 литри. Не беше тешка задачата, имаше така доста за испишување, во споредба со други задачи не толку многу, ама сепак додека да ги претвориме нели мерните единици за секој сад, па потоа да собереме да видиме во која кофа ќе има повеќе и така одзема малку време, а инаку сметам дека па и не е нешто многу тешка задачата. Само ќе мора, колку и да ја смалуваме, ќе мора да ја сликате на 2 пати, веројатно. Еве, овој дел каде што е поставена задачата, може сега да го сликате. Наставничке? Молам. Онде наместо зелен, зален пишува. А тоа е веќе од таму.
од самиот нумерус. Значи, сликата е преземена од таму, печатна грешка, нема никаков проблем тоа. Дали е готово со ова? Да. Да? Добро. Ајде и тој вториот дел, односно решението, ако успееме целосно да го фатеме. Малку ќе го смалеме. Да. Само момент. Еве вака би било целосно решението. Готово. Добро. Дали и кај другите е готово? Добро. Се надевам дека е во ред кај сите. Одиме со следна задача, а веќе со оваа задача преминуваме и на нумерусот 54. Значи, последниот број од минатата учебна година. И на следни часови, кога ќе го завршиме овој нумерус, не верувам дека целиот денес ќе го завршиме, ама за следните часови веќе ќе продолжуваме со нумерусите од оваа учебна година. Само да сколемам, за подобро да ви се гледа. Така. Задачата е 4313. Неколку другарчиња решиле за роденденот на Андреј да му купат заеднички подарок. Ако секој од нив даде по 200 денари за да го купат планираниот подарок, ќе им недостасуваат 400 денари. Ако пак секој од нив даде 300 денари, ќе им останат неискористени 300 денари. Колку чини подарокот што сакаат да го купат другарчињата на Андреј? Сега, ние тука немаме податок колку деца ќе учествуваат во купувањето на подарокот. Од нас се бара да ја откриеме цената на подарокот, а имаме два услови за да можеме да ја откриеме цената, дека доколку секое дете даде по 200 денари, ќе им недостигаат пари, и уште 400 денари ќе им недостигаат, а ако пак решат да дадат по 300 денари, тогаш ќе им останат пари, односно ќе им останат 300 денари. Затоа, обично нели си воведуваме непозната, па ако сега непознатата ја воведеме за бројот на деца што ќе учествуваат во купувањето на подарокот, ќе можеме да составиме цената на подарокот изразена преку непознатата X. Ајде најпрво да си го запишеме тоа, дека ако со X го означиме бројот на деца што ќе учествуваат во купувањето на подарокот на Андре. Значи, ако на тој начин означиме бројот на деца со X, добиваме, сега реков, ќе составиме цената на подарокот, изразена преку оваа непозната X, на тој начин што ќе речеме дека кога 200 денари ќе даде секое дете X, ама и плюс уште 400 што ќе им недостигаат, тоа е вкупната цена на подарокот. Значи, колку се деца, секој по 200 денари, ама и плюс уште 400 им требаат. Сега од друга страна пак за таа цена на подарокот имаме дека кога секое дете ќе даде по 300 денари, 300 по X, минус тие 300 што ќе им останат,
и ова е цената на подарокот. Затоа овие две работи ги изедначуваме. Едниот услов кога би дале по 200, тоа е за цената на подарокот, и истата таа цена се добива и преку другиот услов, дека кога би дале по 300, цената е за 300 денари помала од тие што ќе ги соберат, односно ќе им останат пари. Па оваа равенка со таа непозната x ќе ја решиме со тоа што еве сега познатите 400 плюс 300 ги префрламе на едната страна, а непознатите 300x минус 200x на другата страна. Добиваме 700 е еднакво на 300x минус 200x е 100 пати по x, или обично учениците им е полесно ова да го гледат како 100 пати по x е еднакво на 700, тоа е сосема исто. Дали 700 е еднакво на 100 по x или 100 по x е еднакво на 700 е сосема исто. Овде ќе имаме дека x е еднакво на 700 поделено со 100. Ајде, овој пат ќе го запишеме тоа. Или x е еднакво на 7. Што е ова 7? На Бројот на деца. Е така, бројот на деца. На почетокот си означивме дека x ќе ни биде бројот на деца. Па затоа x еднакво на 7 е бројот на деца што учествувале во купувањето на подарокот. А дали подарокот вреди 1800 денари? Да, така е. Што учествувале во купувањето на подарокот. Значи, цената на планираниот подарок е, еве некој од вас веќе пресметаа, од една страна 200 помножено по 7, значи 7 деца по 200 денари ако дадат, и плюс уште 400 им се потребни. Ама рековме дека тоа е исто и кога по 300 денари ќе дадат 7 деца, и во тој случај им остануваат, затоа минусираме 300. И од двата услови кога би пресметале, секогаш во двата случаи се добива 1800 денари. Еве да провериме. 200 по 7 е 1400 и плюс 400 1800. Од другиот услов 300 по 7 е 2100. 2100 минус 300 е повторно 1800 денари. Значи, на овој начин ја добивме цената на поклонот што планираат да го купат другарчињата на Андре. Е, вака се гледа целосно, може да ја сликате и оваа задача. Готово. Готово. Е, сега, вака ќе се договориме заеднички. Следната, некаде сме не баш на пола, ама уште малку, и нели тука обично ја правиме паузата. Следната задача ни е многу долго, со долго објаснување. Нема многу цртежи, нема нешто многу решавање, ама има многу за објаснување. Сега и во четврто оделение на крајот завршивме со неа и дури се договоривме да не ја испишуваме на самиот час, туку подоцна јас да им ја испишам на документот. Зборот за со вас ми е: дали сакате сега да ја објасниме само задачата, па да одиме на пауза и подоцна да ви го запишам објаснувањето, или сакате сега да отидеме на пауза и кога ќе се вратиме од пауза, задачата комплет со испишување, со објаснување да си ја поминеме. Со тоа што сега да ја објасниме само. Да ја објасниме и да не ја пишуваме, да одиме на пауза
а јас подоцна после завршувањето на часот само да ви ја испишам. Така ли? Да. Добро. Наставничке? Јас сметам дека така ќе бидеме попрактични, бидејќи доста време ќе треба да почекате додека да ја испишеме тука, а цело време се работи само за пишување на текст. Само ова е готово, ми потврдивте претходно. Еве следната задача. Ето така. Ја гледате целосно. Значи, на сликата се прикажани два запчаници. Во почетната положба точките А и Б се наоѓаат на врвот на големиот, односно малиот запчаник соодветно. Големиот запчаник се врти во насока на стрелките на часовникот. Под А, во која насока се врти малиот запчаник? Под Б, кој е најмалиот број на завртување што треба да го направи големиот запчаник за двата запчаници да бидат повторно во почетната положба? И под В, ако на сликата се додаде трет запчаник со 10 запци, поврзан само со малиот запчаник, во која насока ќе се движи тој и колку пати ќе се заврти при едно цело завртување на големиот запчаник? Кој од трите запчаници ќе се врти најбрзо? Молам? Знам на која насока се врти малиот запчаник. Спротивно од часовникот. Аха. Зборуваш за овој вториот, што го гледаме на сликата, така ли? Да. Да, така е. Штом за едниот ни е дадено дека се врти во насока на стрелките на часовникот, тие одат контра или спротивно еден на друг, па затоа малиот, тој што е до него, еве како одговор по да би ни било тоа, дека тој малиот ќе се врти во насока обратно или спротивно од стрелките на часовникот. Со тоа го кажавме одговорот под А, дека спротивно на првиот. Штом првиот е во насока на стрелките, вториот ќе биде обратно од насоката на стрелките. Сега под Б, овде имаме така, малку повеќе за размислување и за пресметување. Кој е најмалиот број на завртувања што треба да ги направи големиот запчаник за двата запчаници да бидат повторно во почетната положба? Сега ова малку повеќе да го така разглобиме и размислиме. За ова би ни било потребно бројот на запци што ги има секој запчаник. Со пребројување можете вие подоцна тоа да си преброете. Големиот запчаник има 40 запци, а малиот има 18. Сега, на нас прашањето ни е кој е најмалиот број на завртување што треба да го направи големиот, за да бидат повторно во почетна положба. Кога големиот запчаник со неговите 40 запци ќе направи едно цело завртување, тогаш сите негови запци ќе поминат низ таа точка на допир, каде што двата запчаници се допираат. Значи 40 запци од големиот запчаник, сите тие 40, при едно цело завртување, поминуваат низ таа точка каде што се допираат со малиот запчаник. Истовремено, малиот запчаник кој што има 18 запци, ќе биде туркан од големиот 40 пати или 40 позиции во насока обратно од стрелките на часовникот. Отинели за него рековме дека тој ќе се движи обратно од стрелките на часовникот. Сега станува збор дека тој помалиот запчаник, нели, ќе биде туркан 40 позиции 40 пати, а бидејќи 40 се добива како 2 пати по 18, 2 пати по бројот на запци на малиот запчаник, ама и плюс уште 4, значи не е точно 2 пати по 18, туку уште плюс 4, тоа значи дека малиот запчаник ќе направи
за тоа време додека големиот се завртува еднаш, Малиот ќе се сврти 2 круга и плюс 4 запци. ете така, да. Малиот ќе се заврти 2 пати, 2 цели завртувања ќе направи и плюс уште за 4 запци ќе се помести во таа насока, обратна од стрелките на часовникот. Тоа е за едно завртување на големиот запчаник. Ако големиот запчаник направи наместо едно, направи 2 цели завртувања, тогаш 80 запци ќе поминат низ точката во која што се допираат големиот и малиот. Значи не 40 како претходно, туку сега 80. Оти се 2 завртувања, 2 пати по 40. Тогаш малиот запчаник ќе направи 4 цели завртувања, за тоа време додека големиот се врти 2 пати, малиот ќе направи 4 цели завртувања, бидејќи 4 по 18 е 72, ама и плюс уште 8 запци плюс ќе се помести во насока обратна од стрелките на часовникот. Зошто уште плюс 8? Бидејќи 4 пати што ќе се заврти, по 18 негови запци, тоа е 72, до 80 тие позиции има уште 8. Значи, малиот запчаник ќе се заврти 4 пати, 4 цели завртувања и плюс ќе се помести за уште 8 запци. И сега, со ова, повторно заклучуваме дека нема да бидат и двата во почетната положба. Првиот ќе направи 2 цели завртувања и ќе биде во почетната положба, ама за тие 2 завртувања малиот запчаник нема да направи точен број на завртувања. Туку уште плюс 8 запци ќе се помести. Сега, за да бидат двата запчаници во почетната положба, ќе треба да се определи НЗС или најмал заеднички содржател, кој што може да се дели и со 40 и со 18 без остаток. Таков најмал заеднички содржател или НЗС на овие два броја е бројот 360. И сега, 360 е еднаков на 9 по 40, односно 9 пати да се заврати големиот запчаник, а за истото тоа време, додека големиот прави 9 цели завртувања, малиот ќе направи 20 завртувања, бидејќи 20 по 18 е исто така 360. И сега, што ни е одговорот на ова прашање под Б? Конечно, нели доаѓаме до тоа. Кој е најмалиот број на завртувања што треба да ги направи големиот запчаник, за да бидат и двата во почетната положба? Па одговорот ќе ни биде дека големиот запчаник треба да направи најмалку 9 цели завртувања, за тоа време малиот ќе направи 20 цели завртувања и повторно штом се цели завртувањата, повторно и двата ќе се најдат во почетната положба. Сега за барањето под В. Ако на сликата се додаде и трет запчаник со 10 запци, поврзан само со малиот запчаник, во која насока ќе се движи тој и колку пати ќе се заврти, при едно цело завртување на големиот запчаник, кој од трите запчаници ќе се врти најбрзо. Третиот запчаник, штом се наоѓа до вториот, и тие таму имаат нели точка на допир, како што е помеѓу првиот и вториот, тој третиот запчаник ќе биде туркан од вториот запчаник, кој што има 18 запци, па ќе се движи спротивно на него. По насока на часовникот. Ете така. Ако овој вториот беше спротивно од стрелките на часовникот, третиот ќе биде во насока на стрелките на часовникот, контра од него. Кога големиот запчаник ќе направи едно цело завртување, сите запчаници од тој големиот запчаник ќе се свртат за 40 запци,
Што значи, запчаникот, третиот, кој што има 10 запци, за тоа време ќе се заврати 4 пати, бидејќи станува збор за 40 позиции на големиот запчаник. А овој третиот има само 10 запци, па затоа тој ќе има можност за тоа време 4 пати да се заврати. Штом првиот прави само еден круг, а третиот за истото време прави 4 завртувања, 4 круга, тоа значи дека тој последниот, третиот запчаник ќе биде и најбрз. За да за исто време направи толку повеќе завртувања, значи тој побрзо се врти. Дали е јасна задачата? Сега малку вака делува збунувачки, ама ако тргнуваме од тој аспект да размислуваме, еве прво во врска со насоките, дека тие се движат спротивно еден на друг, тие два што се допираат, па да размислуваме дека при едно завртување колку позиции, во тие вкупен број на запци, колку пати ќе се содржи бројот на запци од другиот запчаник, па дали е точен број на завртувања или ќе остане уште неколку запци да се помести, како што беше случајот кај вториот запчаник, тоа така не наведува, нели, да постепено да ги откриваме барањата на задачата. Ако нема прашања, сега во моментот го имате само текстот на задачата, доколку ви значи нешто може да го сликате. Се договоривме претходно дека после паузата ќе продолжиме со следната задача што ни е, а јас по завршувањето на часот за кратко време ќе ви го испишам и ова објаснувањето на оваа задача, за да си го имате во тој самиот документ. Добро, нема да го сменам секако екранот. Тука ќе отидеме на пауза. Дали е доволно само до 12:25 или 12:30? Да не е па многу. До и 27. До? И 27. И 27. Договорено, нема проблем. Ајде, нека биде и до 12:27 и веднаш потоа продолжуваме со следните задачи.
Ајде, еве, 12:27, така се договоривме, дали може да продолжиме? Да. Добро. Одиме на следната задача. (4315). На сликата е дадена мрежа на коцка. Тука само си видов една грешка, може да ја поправиме. Така. Значи на сликата е дадена мрежа на коцка. Во два неизини квадрати се запишани броевите 10.005 и 10.001. Ќе видиме подолу таа мрежа. Во преостанатите квадрати од мрежата запиши уште 4 различни непарни 5-цифрени броја, така што кога ќе се состави коцката, збирот на броевите запишани на нејзините спротивни страни да биде еднаков на 20.012. Еве таа мрежа на коцка што ни е дадена. Значи, на нејзините ѕидови, на два нејзини ѕидови, се сместени броевите 10.001 и 10.005. Ние треба во останатите квадрати, што се од мрежата, да сместиме уште 4 непарни 5-цифрени броеви, така што да внимаваме, нели, на спротивните ѕидови да формираме збирови вкупно од 20.012. Сега, веднаш можеме да откриеме два од тие броја. Спротивно на 10.005 ќе ни биде 10.007, бидејќи двата заедно, односно на спротивниот ѕид од 10.005 ќе ни биде 10.007. Двата броја заедно даваат збир 20.012. А на спротивниот ѕид од 10.001 ќе треба да ни стои бројот 10.011, за да заедно, нели, прават збир 20.012. Сега останатите броеви, односно во останатите два квадрати ќе имаме две можности. 10.009 и 10.003, кои што прават збир 20.012, различно да ги распоредеме. Во двете квадратчиња што ни остануваат, да ставиме еднаш во едното 10.009, во другото 10.003, и после обратно, во првото квадратче 10.003, а во второто 10.009. Според ова што еве го кажав, задачата има две решенија. Односно, броевите што претходно кажавме дека 10.011 и 10.007 се фиксирани, поради тоа што веќе имаме два броја веќе фиксни, запишани во самата мрежа. Значи, броевите 10.011 и 10.007 се фиксирани, односно тоа значи се знае точно каде треба да стојат. А во останатите два квадрати треба да се запишат броевите 10.003 и 10.009. Сега, еве тоа што го кажавме и што го запишавме, како би изгледало. Во првиот случај имаме 10.005, само ќе мора да го намалам фонтот за пишување, за да квадратите не ни станат правоаголници.
А знаеме дека нели во мрежата сите ѕидови се квадрати. Нека биде вака. Во смален облик нека бидат броевите. 10.005 и 10.001 ни се на овој начин распоредени. Сега спротивно на 10.005, спротивен на него ќе биде овој ѕид доле. И затоа таму ќе биде 10.007. Спротивно на 10.001, спротивен ѕид ќе му биде, нели, нормално треба да си замислиме како оваа коцка би ја склопиле. Спротивно на 10.001, 10.011. И во останатите еднаш распоредуваме 10.009 во едното квадратче, а во другото што преостанува 10.003. Така би изгледало распоредот на 5-те, односно на 4-те 5-цифрени броеви. Ќе ги обележам овие дополнителните. Ете така, значи овие се тие што ги дополнуваме во мрежата. Повторно 10.005 и 10.001 ни се фиксирани. Овде беше 10.005, а овде е 10.001. Така. А останатите се тие што треба да ги дополниме. Спротивно на 10.005 рековме ќе ни биде 10.007. Спротивно на 10.001 ќе ни биде 10.011. Поради тој збир 20.012 што се бара од нас. И сега само овие две што преостануваат, претходно ги распоредивме во средина 10.009, а на крајот 10.003, сега обратно. 10.003 па 10.009. Ова се два начини? Да, како две посебни решенија, бидејќи од нас се бара, нели, да ги распоредиме 4-те 5-цифрени непарни броеви и сега начините на распоредување се различни, да речеме. Со малку се разликуваат, ама сепак се различни. Со тоа што некои од броевите, кажавме погоре во објаснувањето, остануваат фиксирани, а другите два само им ги менуваме местата како различна распределба ќе му дојде тоа. Дали е јасна задачата? Да. Не беше нешто многу обемна, ама ајде да видам дали има, нема да има можност. Многу сликички, табелички имаме овде. Ќе мора на два пати да ја сликнете. Еве, првата слика нека ви биде овој дел, каде што е поставена задачата. Дали е готово со тоа? Да. Добро.
И еве во решението, каде што се опфатени и двете мрежи, ово би била втората слика. Дали е готово и со ова? Добро, гледам едно одобрување, веројатно и кај другите е добро. Сега одиме на следната 4316. Еден голем правоаголник е составен од повеќе мали еднакви правоаголници, како што е прикажано на сликата. Ова да не ве буни на сликата дека едните се обоени, сепак представуваат правоаголници вака распоредени, па дали сите се обоени или некои се празни, тоа воопшто не е важно. Значи, сликата е вака дадена, со, ајде да речеме, сите празни, не обоени, ама еве овде овие трите вертикалните, за да се разликуваат од хоризонталните, се вака, на овој начин обоени. Подолгата страна на големиот правоаголник има должина 28 см. Пресмета ја обиколката на малиот правоаголник. И сега овде би било решението. Сега, освен што гледаме на сликата, имаме и податок дека подолгата страна на големиот правоаголник е долга 28 см. Ама се бара обиколката на малиот правоаголник, на еден од малите правоаголници, а тие се сите исти. Па затоа, штом се бара на малиот, еве ознаките што ќе си ги воведеме, нека бидат за малиот правоаголник. Нека А е пократката страна, а Б е подолгата страна, на малиот правоаголник. Од сликата можеме да воочиме дека една долга страна содржи 5 мали, еве ако погледнете вака по вертикала, долгата страна на овие вертикалните правоаголници, гледате дека на неа се наредени 5 мали страни, па затоа ќе запишеме од сликата се гледа дека подолгата страна на малиот правоаголник содржи 5 од пократката страна, па затоа Б, ние означивме дека Б ни е подолгата, подолгата Б ни е еднаква на 5 пати по малата, кратката, или 5 по А. Б е еднакво на 5 по А. И ово понатаму ќе го искористиме во пресметувањето на обиколката. Бидејќи во задачата ни беше погоре во текстот дадено дека подолгата страна на големиот правоаголник има должина 28, бидејќи подолгата страна на големиот правоаголник е 28 сантиметри,
а таа ја содржи три пати кратката и еднаш долгата страна на малиот правоаголник. Ќе продолжиме, само еве да го увидиме тоа. Ако гледаме по хоризонтала, еве доле, да речеме, навистина се гледа дека во должината на големиот правоаголник, навистина ја имаме три пати кратката страна, тоа е со овие трите затемнети правоаголници, три пати кратката и еднаш долгата страна на малиот правоаголник. Па, штом го имаме тоа, ќе следува дека Б долгата страна на малиот правоаголник плюс три пати пократката страна, а тоа е три пати по А, е еднакво на вкупната должина 28 сантиметри што ни беше даден. Погоре имавме добиено дека Б е исто со 5 по А. Значи го искористуваме тоа, дека Б е еднакво на 5 по А, па наместо Б овде запишуваме 5 по А и плюс 3А е еднакво на 28. Пет А плюс 3А е 8 пати по А, еднакво на 28, односно А или А е еднакво на 28 поделено со 8, А е еднакво на, ова кога ќе се подели е 3,5 сантиметри. Ја добивме пократката страна А, бидејќи Б, еве ќе го запишеме тоа, бидејќи Б запишавме погоре дека е 5 пати по А, тоа значи дека Б е еднакво на 5 пати по 3,5, бидејќи веќе го имаме колку е А, 5 по 3,5 или Б е еднакво на 17,5 сантиметри. Па штом ги имаме и едната страна пократката и другата страна подолгата, колку им е нивната должина, тогаш ќе можеме да ја пресметаме обиколката на овој малиот правоаголник, тоа што всушност се бараше во задачата. А и погоре страната А случајно ми се избриша, да ја допишеме и неа. А е еднакво на 3,5 сантиметри. Значи, имаме колку е А, колку е страната Б. Значи, обиколката на малиот правоаголник е 2 пати по 3,5, значи 2 пати по едната страна, плюс 2 пати по другата страна, а тоа е по 17,5, еднакво на
2 пати по 3,5 е 7, плюс 2 пати по 17,5 е 35, или тоа е еднакво на 42 сантиметри. L е еднакво на 42 сантиметри. Сега, ајде малку само ово да го средам, да не е вака шарено. Овие поважните податоци од задачата, еве нека ни бидат вака, само тие обележани. Кажете ми дали е јасна задачата. Постепено одевме, гледајќи од сликата, колку пати едната страна ја содржи другата, па го искористивме податокот што ни беше даден дека долгата страна на големиот правоаголник е 28, во неа ги вметнавме претходно овие согледаните работи дека B е еднакво на 5 по А, и откако ги откривме страните А и Б, го пресметавме на крај и самиот периметар. Ајде, вака ќе пробам, не знам дали ќе биде во ред, ама ќе се обидеме. Не. Добро. Дека нема да може веќе, не. Ќе мора изгледа на 2 пати. Уште еден обид само. Не, имаме уште надоле за периметарот. Ајде џабе да не ја толку смалуваме задачата. Ќе си сликаме на 2 пати. Еднаш, еве, овој дел. Дел од решението само го имате тука. И после останатото. Ајде, ова сликајте го. Дали е готово? Добро. Да. Добро. И еве го целосно решението пак. Еден дел ќе го имате 2 пати на двете слики, ама нема да ви смета, дори вака може целосно решението подобро. Дали е готово? Да. Добро. Да. Добро. Ајде одиме натаму. И веќе ќе почнеме веројатно само со една задача од групата за 5-то одделение. Задачата е 4317. Секое теме на еден квадрат со страна 3 см е означено со различен знак. Квадратот се движи по права линија, така што се тркала во насока на стрелките на часовникот, при што положбата на знаците со кои се означени темињата се менува. Правејќи 3 вакви тркалања, квадратот ќе се помести за 9 см во десно од почетната положба, како што е прикажано на сликата. Како се распоредени знаците со кои се означени темињата, ако при тркалањето квадратот се помести за 51 см од почетната положба. И сега најпрво овде што треба да увидиме е тоа дека при секое тркалање на квадратот, знаците за една позиција во десно се поместуваат. Тоа сигурно го приметувате и на сликата, само што овде е прикажано поместување за 9
сантиметри, па затоа не е само една позиција во десно, туку 3 позиции во десно. Страната на квадратот е 3 сантиметри, а се поместува 9 сантиметри, па затоа за 3 позиции секоја од овие знакчињата, што се обележани во темињата, се поместил. Сега треба да ја имаме во предвид и обиколката на квадратот, па еве веќе ќе започнеме со испишување на решението. Обиколката на квадратот е 4 по 3, или тоа е еднакво на 12 сантиметри. Ако квадратот направи четири тркалања, тој ќе се помести за 12 сантиметри. Нормално, нели, 4 тркалања по 3 сантиметри ќе се помести за 12 сантиметри. А знаците на неговите темиња во тој случај ќе бидат распоредени исто како во почетната положба. Зошто? Бидејќи со 4 тркања секој ќе се помести за 4 позиции во десно и со последното четвртото тркалање веќе ќе се врати како на почетокот. 4 темиња, сите 4 само ќе си ги заменуваат местата додека се прават тие 4 тркалања. Ќе бидат распоредени исто како во почетната положба. Сега ова го согледуваме општо, што важи за периметерот на квадратот, за тие 4 тркалања по 3 сантиметри што ќе ги направи. Меѓутоа на нас во условот ни вика ако при тркалање квадратот се помести за 51 сантиметар од почетната положба, како ќе бидат распоредени темињата, односно знаците на темињата. Сега, бидејќи тие 51 сантиметар се еднакви на 4 по 12, тоа е 48 и плюс 3, 51. За да се помести за 51 сантиметар, квадратот треба да направи 4 пати по 4 тркалања. Зошто се 4 пати по 4? Бидејќи во овие 12 сантиметри, погоре кажавме, дека се содржат 4 тркалања и претходно е 4 по 12, затоа за вкупно 51 сантиметар, квадратот треба да направи 4 пати по 4 тркалања, со што знаците на темињата нели ќе си бидат како во почетната положба, ама имаме и плюс 3 и плюс уште 3 сантиметри, што значи потребно е уште едно тркалање. Во барањето на задачата ни е кажано дека за едно тркалање се поместува за 3 сантиметри. Па овие 4 по 12 се 4 пати по 4 тркалања и плюс уште 3 сантиметри, а тоа е едно тркалање.
со едното тркалање, како ќе бидат распоредени со тоа уште плюс едно тркалање, како ќе бидат распоредени знаците. Значи, за да се помести за 51 сантиметар, квадратот треба да направи 4 пати по 4 тркалања, со што, еве да го наведеме тоа, дека до таму, додека ги прави тие 4 пати по 4 тркалања, дека знаците на темињата ќе бидат распоредени исто како во почетната положба, што знаците на темињата ќе бидат распоредени исто како во почетната положба, а потоа, за да се помести за уште 3 сантиметри, потребно е уште едно тркалање. Па, ова ни кажува штом од почетната положба потребно е уште едно тркалање, тоа значи дека распоредот на знаците на темињата ќе биде ист како по првото тркалање, како првиот пат кога е направено тркалањето на квадратот, или тоа ќе го погледнеме, еве го има подолу на сликата, само да го допишам ова. Според тоа, распоредот на знаците на темињата ќе биде ист како после првото тркалање. Како што е прикажано и на сликата. Еве и таа слика, за да не си ги замислуваме знаците и да не кажуваме кругчето, ѕвездата, сонцето. Еве како би било, гледајќи ги горе, ако погледнете, како се, еве само за едно ќе кажам, еве да речеме дека ова е во горното лево ќоше, да речеме дека е некоја ѕвезда. Кога еднаш ќе се тркала, со едно тркалање, таа ќе отиде за една позиција во десно, па затоа нејзиниот распоред, гледате на крајната слика доле, дека ѕвездата отишла во горното десно ќоше. Сите се мрнале. Левото, молам? Сите се мрнале Само- за едно. За еднаш. Да, само за една позиција се поместиле сите. Кругчето, ако го наречеме еве како кругче, од доле лево за една позиција во насока на стрелките, нели, оди тркалањето, оди горе лево. Само за една позиција се поместуваат знаците. И со тоа ја завршивме и оваа задача, а уствари и овој час. Ајде, сликајте вака. Прво ова, Готово? па после надолу решението. Готово е? Да. Некој Не. да, некој ми рече дека е готово. Ајде да, ќе почекам многу кратко и за другите. Да. Да, веќе е готово. И еве вториот
дел решението. Со тоа што вие си сликајте во меѓувреме, јас ќе најавам како и минатиот час дека за оваа 2025 ова ни е последен час и овде ќе направиме мала пауза за време на зимскиот распуст. Следниот час, кога ќе треба да се вклучите, ни е на 24 јануари, во истото време во 10 часот. Вежбајте за распустот од овие задачи што ги имаме поминато, па и некои други, може, нели, по ваш избор. Потребно е да вежбате, нормално ќе имате време и за одмор, и за прошетки, ама треба и да ги повторите задачите што сме ги работеле. Од мене поздрав, документите ќе бидат ставени во чатот, со тоа што задачата што ви ветив ќе биде објаснета, запишана. Ќе ме почекате само некаде можеби после 1:30 додека да ја запишам задачата. Ви посакувам убави среќни празници, многу убаво да си го поминете и зимскиот распуст, па продолжуваме понатаму, како што реков, на 24 јануари во исто време 11:30 за вас. До гледање, поздрав и се најдобро. Слави празници. Хала ви. Славни празници. Довидување. Слави празници. Благодарам.